Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Замислете дека вашата болка е сол. Еднаш еден несреќен млад човек го посетил стариот учител и му рекол дека има многу проблеми во животот, па го прашал за совет. Стариот учител му рекол да стави полна рака сол во чаша вода и да ја испее. Како ти се допаѓа водата? Го прашал учителот. Грозна е, одговорил младиот човек. Учителот се насмеал, а потом му рекол на младиот човек да земе уште една рака сол и да ја стави во езеро. Тие се движеле во тишина до езерото во близина и кога пристигнале, ученикот ја фрлил солта во него. Сега испи малку вода од езерото, му рекол учителот. Додека тој ја пиел водата, учителот го прашал: како ти се допаѓа? Добра е, одговорил младиот. Има ли вкус на сол? Повторно прашал учителот. Не, рекол младиот. Учителот седнал покрај напатениот млад човек, ја зел неговата рака и му рекол: болката во животот е оваа сол, ни помалку, ни повеќе. Количината на болката во животот секогаш останува иста, потполно иста, но чувството за болка кое ние го доживуваме зависи од садот во кој ја сместуваме. Токму затоа, кога ќе те боли, единствено нешто што можеш да направиш е да го прошириш своето чувство за овие нешта. Престани да бидеш чаша, стани езеро. Сутон тихо замире, звезде блескају и прозорска светла нестају. Нетко харфу пребире, жице јецају, гласови пастира престају. Една свеча гори још, женске одаје, една жена тиело продаје. Продаје за еден грош, тој јој достаје, тиело даје, срце остаје. Док задах тиела шири се, изној прекрива мирисе, на нjenom лицу суза види се. Нема које не псуе, njeno lice ne pljuje, čak i oni koji grleje. Sve je mučno, sve joj dosta već. Kad bi Bog joj bar uputio riječ: Magdalena, opraštam ti sve. Molim te, ne brini, ukloni suza tragove. Magdalena, rane prolaze. Volim te, vjeruj mi, zaboravi poraze. Jutro nosi nevolju, koji svako buđenje, bol u glavi, u duhu gađenje. Klika mnogih na polju, budio i zanimanje. Vrijeme nije sad za snivanje.
vidio onog o kom je tek čula jedan dan. U srcu joj je razgorio plan, pred noge mu se bacila i suzama je kvasila. Tada začu glas od nekud znan: Magdalena, opraštam ti sve, molim te ne brini, ukloni suza tragove. Magdalena, rane prolaze, volim te, vjeruj mi, zaboravi poraze. Od tog je dana prošlo vremena, život joj bio nije bez bremena. I godine sve više stižu je, ali ove riječi dižu je. Magdalena, opraštam ti sve, molim te ne brini, ukloni suza tragove. Magdalena, rane prolaze, volim te, vjeruj mi, zaboravi poraze. Magdalena, opraštam ti sve, molim te ne brini, ukloni suza tragove. Magdalena, rane prolaze, volim te, vjeruj mi, zaboravi poraze. Magdalena, opraštam ti sve, volim te ne Daj barem malo ne brini, otri suza tragove. Magdalena, rane prolaze, volim te, vjeruj mi, zaboravi poraze. Volim te, vjeruj mi, zaboravi poraze. Volim te, vjeruj mi, zaboravi poraze. Magdalena, Magdalena, zaboravi poraze. Глас на надежда. Како да го исцелиме нашиот карактер? Едно исцелување на карактерот, тоа е повеќе отколку лекување на болест, затоа што карактерот е нешто комплексно, човечкото суштество е нешто комплексно. Затоа што не сме составени само од тело па да лечиме тело или само од душа па да лечиме душа, ние сме комплексно суштество, составени сме од тело, ум и дух. Така вели и Библијата. А сам Бог на мирот да ве освети наполно и вашиот дух и душата и телото да се запазат безпрекорно при доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос. Гледаме дека овде апостол Павле ги зема во обзир и душата и духот и телото. И сите овие треба да бидат безпрекорни при второто Христово доаѓање. Значи не сме создадени само од тело, не сме создадени само од душа и само од дух. Дури и христијаните забораваат дека за да се изгради еден добар свет карактер, треба добро да се храниме и треба да имаме добри животни навики. Кои се оние закони на животот на кои сме ние подчинети како луѓе? Како беше создаден човекот? На првото предавање беше тоа спомнато. Во Прва Мојсеева читаме дека Бог ги користи елементите на земјата, јаглерот, кислород,
железо, калциум и сите други метали од кои што човечкото тело е составено, за да се создаде човекот. И очигледно дека сите овие елементи се составени од атоми и молекули и се подчинуваат на така наречени физички закони. Понатаму, овие атоми и молекули формираат материи, како што се шеќери, масти, протеини, ензими, ги спомнавме некои од нив, и сите тие се под влијание на хемиски закони. Тие материи пак ги градат клетките, ткивата, како што се мускули, коски, кожа и така натаму и други системи, сите тие се подчинуваат на биолошките закони. Оттаму следуваат физиолошките и психолошките закони. Значи органите и системите, тие се бубрези, респираторен систем и така натаму, сите тие функционираат под така наречени физиолошки закони и на крајот нашиот кој што е подчинет на психолошките закони. И на крајот останува моралниот закон, гледате на врвот на пирамидата, кој што е подчинет на Светиот Дух. Библијата вели, човечкото суштество станува храм на Светиот Дух, а тој е на врвот, кој од своја страна се покорува на Божите морални закони. Луѓето кажавме дека на почетокот беа создадени да бидат среќни, здрави и посветени. И оваа состојба да се одржи вечно и во вечниот живот. Ако природните закони, кои се и Божји закони, кои што се создадени за добро, не ги почитуваме и не им се подчинуваме, нема да бидеме среќни, а ако ги почитуваме, ќе бидеме среќни и ќе се подготвиме за идниот вечен живот. Ние не сме создадени туку така. Не сме создадени без некој облик. Ние го имаме Божиот облик, образот Божи. Бог го создаде човекот по својот образ. За Бог било нешто прекрасно да го создаде човекот, да го создаде умот и тој го создава така што секоја способност нели е последица на божествениот ум. Божјата слава се манифестира во создавањето на човекот, кој што е според образот Божи и откупувањето. Така да најголемите способности на умот, рековме, разбирањето за морал, точна проценка, самоконтрола, сила на волјата, одлучувањето, сето тоа се извршува во предниот дел на мозокот, го спомнавме и тоа во едно предавање. Но за жал гревот го помрачува Божиот лик и светиот Господов карактер во нашиот ум, сепак Божиот план е нели да не врати во оној оригинален облик. А за да не врати во тој оригинален облик, тој постојано ни го повторува она да го имаме пред нашиот поглед Исусовиот лик. Имајте го во себе истиот дух кој беше и во Христа Исуса. Која е она врска, блиска врска меѓу Бог и нас? Зошто да бидеме поврзани со Него? Вели, јас сум лозата, а вие сте прачките. Кој останува во мене и јас сум во него и тој ќе даде многу плод. Каков е тој плод? Како ќе дадеме ние плод ако сме во блиска врска со Бога? Целта на христијанскиот живот е да носи плод, а тоа е репродукција или осликување баш на Христовиот карактер. Кои се оние плодови на духот? Плодовите на духот се љубовта, радоста, мирот, долготрпеливост, љубезност, милост, добрина, верност, кроткост, самоконтрола. Сите овие карактеристики треба да ги поседуваме ако сакаме да бидеме жители на она вечно царство. Кога Христовиот карактер се отсликува, репродуцира совршено во неговиот народ, тој ќе дојде да ги прогласи за своји. И Јован ова многу добро го знаел и вели Јован, кој што ја пишува последната книга Откровение, и видов и ете јагнето стои на гората Сион и со него 144.000 кои го носеа неговото име и името на неговиот отец напишано на челата нивни. Тоа значи дека тие го отсликуваа неговиот карактер. Што е карактер? Која е дефиницијата за карактерот? Вкупниот збор од сите основни физички и морални карактеристики на човекот кои се манифестираат во неговото однесување, во идеите и неговите активности. Гледаме дека карактерот се манифестира преку мисли, значи идеи, постапки и однесување. Затоа Исус вели, по нивните плодови ќе ги познаете. Значи ние мислиме, она што го мислиме, одиме практично, постапуваме и така и се однесуваме. Гледаме уште една што е карактерот, тоа е умствена раководна сила, значи мисли,
плюс емоционална движечка сила, чувства. Значи нашиот карактер е составен од мисли плюс чувства. Енциклопедијата Британика вака го опишува карактерот. Со два дела. Интелектуален дел представен од мислите, тоа е водечката сила, која што ја покажува насоката, и емоционалниот дел, кој што е представен од чувства, кој што е движечка сила, односно дава сила да се проложи понатаму. Интересно дека и една писателка, Елена Вајт, уште многу одамна тоа го констатирала, дека мислите и чувствата се комбинираат и го градат моралниот карактер. Од тука Исус вели: ако ме љубите, ќе ги пазите моите заповеди. Овие заповеди како заповеди не спасуваат. Не се оние тие кои што не спасуваат, туку тие ни го покажуваат патот по кој треба да одиме и како треба да бидат разбрани од нашиот ум. А тогаш е потребна љубовта како движечка сила. Вели затоа што љубовта Христова не принудува. Таа е она која не тера овие закони да ги исполнуваме. Инаку се многу тешки. Ако го имаме, ако го изгубиме тоа пред нашиот вид, навистина се тешки да ги исполнуваме. Како се оформува карактерот? Едно бебе дали се раѓа со оформен карактер? Кога го формира својот карактер? Со текот на времето. Има вродени склоности, меѓутоа треба да бидат или развиени добрите особини, или пак да бидат поправени оние лошите во текот на животот. Карактерот не доаѓа случајно, тој не се формира со гнев или еден чекор во погрешна насока. Повторувањето на дејството се претвара во навика и го обликува карактерот за добро или зло. Вистинскиот карактер се гради само преку тврдоглави, неуморни напори, преку подобрување на секој доверен талент и способност за Божја слава. Спомнавме пред некоја вечер дека оние навики кои што постојано ги повторуваме формираат патеки во мозокот. Кога еднаш се формираат, тие тешко се бришат. Затоа и навиките. Една лоша навика, за да ја поправиме во добра навика, ни треба многу повеќе упорност и тврдоглавост, како добра особина, да ја смениме во добра навика. Кои се чекорите? Има прогресија. Не можеме да започнеме одеднаш да стигнеме на врвот. Во почетокот се јавуваат оние мисли и чувства, тие се анализираат, се синхронизираат, се раѓа една идеја, на крај можеби ќе размислиме за некое решение и преку волјата тоа решение се извршува практично. А тоа повторување на дејството води до навики, всушност оние кои што го формираат карактерот. Значи збирот на навиките го формираат нашиот карактер. Колку повеќе добри навики имаме, толку подобар карактер. А колку полоши навики, толку полош карактер. Значи подалеку сме од небесното царство. Божиот план на почетокот бил да се спаси човекот и да се вклучи во обновување на карактерот, односно да се создаде тој Божји лик во човекот. Ако го зборуваме за Божиот лик, мислиме на Божиот карактер. Простувањето на гревовите не е единствениот резултат од смртта на Исус. Тој ја направи оваа бескрајна жртва не само за да биде отстранет гревот, но и за да биде вратена човековата природа, да биде повторно убава изградена врз неговите урнатини, да стане повторно достојна за Божето присуство. Затоа вели, ако е некој во Христа, тој е ново создание, затоа што старото помина, еве се стана ново. Кога сме во Христа, кога го отсликуваме Христовиот карактер, ние сме веќе нови созданија. Не сме оние старите со лош карактер. Сушност, она што можеме да го однесиме на небото, она богатство кое што можеме да го земеме од оваа земја е самиот наш карактер. Ништо друго не можеме да земеме и да однесеме на небото, освен нашиот карактер. Само тоа можеме да го понесеме со нас. Тоа значи дека на оваа земја треба да инвестираме само во богатството на нашиот карактер. Бог создал најмалку 5 сетила за контакт со животната средина. Понекогаш тие се нарекуваат и патишта на душата, затоа што на тој начин контактираме со надворешната средина. Тоа се слики кои што ги добиваме, мисли и чувства, кои што ги градат темелите на нашите идеи, активности, однесување. Во книгата Ум, карактер и личност вели дека оние кои не сакаат да станат жртва на сатаната, треба добро да ги чуваат патиштата на душата своја. Како? Да избегнуваат да читаат, да гледаат или слушаат нешто што предизвикува нечисти мисли.
Умот не треба да биде оставен на самоволие против се што непријателот на душите може да понуди. Треба да станете добри чувари на очите, ушите и сите ваши сетила, ако сакате да го контролирате вашиот ум и да се заштитите од суетни и штетни мисли кои може да ја оштетат душата. На што треба да внимаваме? Треба да внимаваме на впечатоците кои што ги добиваме преку очите, книгите кои ги читаме, сликите кои ги гледаме, музиката која што поминува низ нашите уши, па дури пријателите кои што ги избираме. Апостол Павле, еве кој совет ни го дава во врска со тоа. Најпосле, браќа, се што е вистинско, што е честно, што е праведно, што е љубезно, што е благородно, ако има и нешто добродетелно, и ако има нешто за пофалба, ете тоа почитувајте го. Тоа е она што треба да правиме. Нашите сетилни органи се изградени од специјални хистолошки структури кои што ги претвараат, кои што трансформираат различни електрични импулси кои што се примени од сетилните органи и на тој начин преминуваат во мозокот каде што се примаат и обработуваат. Еве, на пример, како светлината се прима од нашите очи, таа доаѓа преку леките до мрежницата каде што се проектира и на тој начин преку повеќе станици доаѓа до мозокот и се обработува. На крајот оваа информација се прима и обработува од предниот дел на мозокот и на тој начин гледаме гледаме слики во тродимензионална форма, во боја. И сите овие функции што мозокот ги извршува, кои се? Рековме, ги спомнавме една вечер од предавањата. Тоа се точна проценка, одлучување, самоконтрола, сила на волјата. Сите овие функции се извршуваат во оние виши центри на мозокот, во предниот дел на мозокот. Како треба да го изградиме нашиот карактер? Нашето однесување и градење на карактерот ни зависи од сите 4 основни способности. Ги спомнавме: проценка, одлучување, самоконтрола и сила на волјата. Со други зборови, тоа е нашето однесување дома, на улица, на училиште, на работно место или во било која ситуација. На тој начин така се справуваме со стресот, а за да се справиме со стресот, вклучен во сето тоа е оној преден дел на мозокот. Но не само предниот дел на мозокот, туку тој е во соработка и со имунолошкиот систем, за кој спомнавме дека се битни многу леукоцитите, кои што се одбранбени механизми на нашиот организам и сите други витални функции, и центри кои што соработуваат со него. Кои се оние штетни фактори кои што влијаат на здравието на мозокот, односно на неговото функционирање? Доктор Марвин Хардинже, тој спомнал дека тоа се намален прилив на кислород, замор, прејадување или недојадување, алкохол, психоактивни материи, некои определени предавања, телевизија и музика. Значи сите овие фактори смета дека се штетни. Што значи дека целокупниот наш живот е тој кој што одлучува какво е здравието на нашиот мозок. Затоа треба да се изложуваме што почесто на свеж воздух, редовен одмор, добра исхрана, здрава исхрана, абстиненција од отрови и абстиненција од она што го доживуваме во однос на лоши перцепции преку своите сетила. Сето ова влијае врз функционирањето на нашиот мозок и затоа треба да го сватиме мощно сериозно и да го обработуваме, да го анализираме што е она што влегува во нашиот ум. Мозочните клетки кои комуницираат со целиот систем се единствениот посредник преку кој небото може да комуницира со луѓето и да влијае на најискрениот живот. Се што ја спречува циркулацијата на електричните струи во нервниот систем ја намалува силата и енергичноста и резултат е притајување на чувствителноста на умот. Гледаме колку како комуницираме уствари ние со се друго, само преку мозокот, преку тие мозочни клетки. Велиме дека во здраво тело имаме и здрав дух, затоа телото е многу битно да го одржуваме во здрава состојба. Телото е единствен посредник преку кој умот и душата се развиваат во градењето на карактерот. Затоа, што прави оној противникот на душите, што прави сатаната? Тој ги упатува сите искушенија кон нашето тело.
за да ги упропасти нашите физички сили и ако таму успее, тогаш целото суштество ќе му се предаде него и на злото. Затоа оштетувањето на физичката природа во случај да не е под раководство на повисока сила, сигурно ќе доведе до уништување и смрт. Со други зборови, треба да го одржуваме нашето тело во здрава состојба за да не дозволиме оној другиот да превземе целосна контрола, па да го преколнуваме секој ден што го живееме. Исто така спомнавме дека мозокот функционира со постојана циркулација на крвта и рековме дека негова храна беше гликозата. Го спомнавме и тоа. Мозокот е орган кој што и инструмент кој што е инструмент на разумот, кој го контролира целото тело. И за да се здрави останатите делови од системот, прво треба мозокот да е здрав. А за да е тој здрав, треба е нашата крв да е чиста, нели? А како ќе е чиста ако постојано ја храниме со здрава храна? Што е со стомакот и карактерот? Знаеме дека стомакот, нели, најчесто кога се нервираме, се јавува оној чир на желудникот, ако сме прејадени, циркулацијата е по-забрзана во стомакот и сите други делови се обскрбени со крв, значи нема добра циркулација на останатите делови, цела таа циркулација се насочува кон стомакот. Здравјето на телото треба да се смета за фундаментално за растење во благодат и постигнување на карактер за вечноста. Ако не се грижиме правилно за желудникот, ќе оштетиме изградбата на еден верен морален карактер. Мозокот и нервите се во тесна врска со стомакот. Затоа погрешно јадење и пиење доведува до погрешно размислување и действување. Спомнавме дека и вежбите се многу битни, а како се поврзани со карактерот. Многу тесна врска постои меѓу умот и телото. Тие комуницираат. Затоа, за да се постигне високо морално и интелектуално ниво и да се изгради силен, добро избалансиран карактер, мора да се почитуваат законите кои што ја контролираат физичката природа. Значи, постојано треба и да вежбаме. Дали имаме поставено цел во текот на овие денови да имаме добро здравје? Дали додека ги слушавме овие предавања, ни се створи една цел, една идеја како да изгледа нашиот живот и како да имаме поздраво тело? Дали размислувавте? Секој, ама баш секој има можност во голема мера да стане таков каков што сака, таков каков што ќе си замисли. Благословите на овој живот како и безсмртноста се со испружена рака, ние само треба да ги земеме. Значи секој може да се изгради вреден карактер, да добива нови и нови сили со секој нов чекор. Неговите способности ќе се зголемуваат колку повеќе ги користи. Колку повеќе мудрост добива, толку повеќе ќе расте неговиот капацитет да добива уште. Значи, поставете си цели да имате здрав организам, здрав живот и здрав карактер, односно навистина совршен карактер. Не можеме да достигнеме совршен карактер, меѓутоа да одиме кон совршенството скалило по скалило. Има и луѓе кои што не ги искористуваат своите сили и ова е последниот слайд, предпоследниот за вечерва. Значи, вели овој цитат, од друга страна, тој може да им овозможи на своите сили, се мисли на било кој човек, да им овозможи на своите сили да раѓосаат од неупотреба или да се оштетат преку штетни навики, недостаток на самоконтрола или морална и верска издржливост. Тогаш тој ќе пропаѓа надолу, не се покорува на Божиот закон, ги видовме кои се оние Божи закони и законите на здравието, почнувајќи од моралниот закон па надолу, од врвот на пирамидата па надолу. И затоа следат болести и смрт. Тоа е приказната на многу животи кои можеа да бидат корисни за потребите на Бога и луѓето. Ние сме му потребни на Бога, ама потребни сме им и на луѓето околу нас. А ако не сме здрави, ако немаме добар карактер, ние не можеме да им помогнеме на луѓето. Едноставно ќе се само сожалуваме, ќе бидеме насочени кон самите себе, ќе се жаламе секој ден и нема да бидеме од никаква корист ниту за Бога, ниту за луѓето. Библијата вели вака: според тоа, јадете ли, пиете ли или ако правите нешто друго, правете се за Божја слава. Кога ова ќе не биде наша цел во животот, мислам дека се ќе си дојде во некој редослед во нашиот живот.
Dok sunce peče iznad šala, vreli kamen bijel od vala, mali čamac pristaje uz obalu. U njemu ribar krupna stasa, težak koji iz sve glasa oplakuje riblju žetvu propalu. Čelo zgužvano od mora, grizu zrnca soli mora, ali gladna usta koja kući čekaju. Drhtave ruke krudi tuku, kako doći praznih ruku, kako odoljeti tihom dječjem jecaju. I zamisli se ljuto tada nad životom tim, životom koji nema hlada, da ga zakloni. Zakloni od takvog grada što mu dušu zarobi. Zarobi u život muke, život uzdaj se u svoje ruke. Dok mu briga srce mori, jedan glas mu progovori, isplovi hitro jer još jedan novi svet. U čudu stojeći na pravcu, ribar vjerova neznancu, diže sidro i pljune tad u dlanove. Nedugo zatim stare mreže u vodi postaju sve teže, mjesto da bježe ribe dođoše na dlan. Dok je ribar sidrio svoj čamac, hajde za mnom, reče stranac, budi kamen i ispuni svoj san. I zamisli se ljuto tada nad životom tim, životom koji nema hlada, da ga zakloni. Zakloni od takvog grada što mu dušu zarobi. Zarobi u život muke, život uzdaj se u svoje ruke. Sjećanja i uspomene naviru taj dan, dok je visio na križu ribar prikovan. Prikovan zbog tihog stranca koji sada je dobro znan, kome su u strašne muke klinom prikovali ruke. Дојдовме до крајот на емисијата Радио Глас на Надежда. Доколку имате прашања, совети или предлози, пишете на адреса Радио Глас на Надежда, улица Влае, број 42, Скопје. Можете да се јавите и на телефон 077 819 828. Слушајте не повторно во следната прилика. Во твојот дом тој ти зборува преку гласот на надежда и срцето отвори го, спасот прими го. Не чекај, животот минува, твојот Господ те повикува. Дојди таков
Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.